Од утре на територијата на цела Македонија се очекува значително паѓање на температурите. Времето ќе биде претежно сончево, но со дневни температури од -2 до 4 степени. Особено студено ќе биде во вторник и среда, кога дневната температура ќе биде -2. Минималните температури ќе се движат помеѓу 9 степен под нулата и -2. Иако грејната сезона е започната пред 2 месеца, граѓаните благодарение на многобројните сончеви денови беа поштедени од високите сметки за електрична енергија, а оние кои се греат на дрва си заштедија за постудените денови кои доаѓаат. Но, веќе од новата работна недела, метеоролозите посочуваат дека сончевите периоди се зад нас. Тетовските домаќинства користат различни грејни тела, од клима уреди, термопечки, шпореди на палети и дрва. Велат, за грејење оди најголемиот дел од домашниот буџет секоја зима. Дома се грееме на дрва, така да среќа што се грееме на дрва, струјата сега без разлика тоа што поевтини, мислим дека ниедно домаќинство не може да ги сноси трошоците за да се затопли на тие минусни температури. Јас со дрво околу 60-70 квадрати на струја, клима. Сметките нормално се знаат. Од прилика некаде околу 100 до 150 евра. Најекономичниот може да се каже дека е сепак палетите, нели, или пелетите по најново. А инаку струјата како најскуп енергенс, мислам дека сепак е најдобриот начин пред се поради еколошката смисла на загревањето и нормално користењето на енергенсот. Со дрва нормално. Колку сте задоволни? Па веројатно добро. На дрва, струја. Тоа е. Колку сте затоплени, дали сте задоволни? Па скупо е. Пензија 120 евра. Тоа е. Со електрична на струја. Задоволни сте? Задоволни. Мислите ли дека тоа е најекономичниот начин на затоплување? Па сега ние сме у таа ситуација што мораме тоа да гориме. И се економија, не економија, тоа е. Граѓаните во Македонија, како што оценуваат експертите, најчесто се греат на електрична енергија, иако велат грејењето со огревни дрва е поевтино. Денес православните христијани го чествуваат празникот посветен на светата маченица Варвара. Тетовското село Варвара го чествуваше својот имен ден. Ова е едно од ретките села во Македонија и единствено во Тетовско кое носи име на светител. Празнувањето започна со водосвет и благословување на кумскиот колач, пченицата и виното. Водосветот го изврши отец Александар Стојановски, кој истовремено потсети и на значењето на светата маченица Варвара. По прережувањето на кумскиот колач, парчињата беа поделени меѓу присутните верници, а најсреќните од нив ги најдоа паричките кои ги одредија за кумови на прославата за следната година. Чествувањето на празникот во село Варвара продолжи со заедничка братско-сестринска трпеза на љубовта и дружење на верниците во дворот на црквата во ова живописно село. Денешниот ден е посветен на Света Варвара, која се родила во Халиопол за време на царувањето на Максимијан. Татко и бил незнабожец, се викал Диоскор и бил многу богат човек. Варвара израснала во осама во богатите дворови на татко и. Незината мисловност и помогнала да го познае Бога преку величината и совршеноста на созданието. Подоцна се крстила, кога татко и дознал ја предал на властите. Света Варвара претрпела големи измачувања заради Христа и најпосле ја погубил незиниот безумен татко. Во изминатите 11,5 месеци од годинава на поширокото гостиварско подрачје пријавени се вкупно 9 несреќи при работа, наспроти 19 лани. Најголемиот број се случиле во градот, а најчестата причина е човечкото невнимание. Според статистиката на полицијата, во овие несреќи 7 лица здобиле тешки, а 2 телесни повреди од полесен карактер. Сите повредени биле мажи на различна возраст, од 18 до над 35 години. Во истиот период регистрирани се и 12 несреќни случаи во кои биле инволвирани 10 машки и 2 женски лица, за разлика од лани кога биле евидентирани 18 случаи со 7 смртни последици. Најчеста причина и за нив е човечко невнимание. 9 лица завршиле со тешки телесни повреди, 2 со лесни,
а едно без никакви последици од здравствена природа. Надлежните анализираат дека минатите години на ова подрачје се случувале поголем број вакви несреќи, меѓу кои имало и со смртни последици. Лани 2 несреќи при работа завршија трагично. Гостите од Србија, одбојкарите на Партизан, се победници на 41-иот меморијален турнир во одбојка Бранко Хаджилјовски Чајка, кој викендов се одржа во Тетово. Во финалето со 3:0 ги совладаа Вардар од Скопје. Првиот сет го добија со 25-17, вториот со 25-18 и третиот со 25-23. Со тоа екипата на Вардар го освои второто место на турнирот. Трети бе одбојкарите на Лешо Казаднив Универзитетот Тетово. Увек е лепо играти овај турнир. Секогаш е убаво да се игра овој турнир во Тетово. Јас имав прилика и пред 10 години. Тогаш бев активен играч во Црвена звезда. Секогаш е убаво да се дојде кај пријателот, а посебно е убаво кога на крајот и го освојуваш турнирот. За најмлад играч на турнирот беше прогласен Амир Амди од Универзитет Тетово, додека за најперспективен одбојкар Лука Костич од Вардар. Две од признанијата беа доделени на играчи од Партизан, за најдобар техничар Андреј Хизеировиќ, а за најдобар играч Вукашин Неделјковиќ. Желим да се захвалим свима на стварно јако добро организованом турниру. Сакам да се заблагодарам на сите за многу добро организираниот турнир. 2 многу добри денови зад нас, 2 победи. Мене ми припадна поединечна награда, но мислам дека ова е награда за сите играчи, заслужен е и тренерот. Ова е само поттик за понатамошна работа. Задоволни сме од нашата игра. Пред свега желим да се захвалим организатору турнира. Сакам да се заблагодарам на организаторот на турнирот. Организацијата беше одлична. Многу ми е мило што победивме. Стегнавме и многу пријатели и тоа е многу важно. Освоив и поединечна награда и се надевам на понатамошна соработка и дружење. Турнирот помина во одлична атмосфера во спортската сала на Државниот универзитет во Тетово. Од семејството Хаджилјовски се задоволни од овогодинешното издание. Па искрено да кажам, презадоволен сум како турнирот заврши. Имаше многу интересни утакмици, имаше доста публика и навистина сум пресреќен што и оваа година овој турнир заврши многу успешно. Овој турнир на некој начин се од повеќе сегменти. Значи едно е прво надпреварувачкиот дел, што е многу битен. И ете како што знаете изминатите години, значи имавме репрезентации познати, репрезентации на Данска, Унгарија, Босна и Херцеговина, Шведска, до најпознатите клубови од регионот како што се Црвена звезда, Партизан, ЦСКА Софија, Славија Софија, ПАОК Грција. Меѓутоа, уште поголем е турнирот што тука на овој турнир се сеќаваат сите одбојкарски работници. Значи поранешни наши легенди. Значи на овој турнир редовно доаѓаат Богоевски, Тасевски, Србиновски, доаѓаат одбојкари што се сега активни и доаѓаат што е најбитно најмладите, пред кои е сигурно една светла иднина во овој спорт. Бранко Илјовски Чајка беше сестрано познат и признат спортски работник од Тетово и основоположник на одбојката во Тетово и Тетовско, а турнирот во негова чест влезе во историјата на македонскиот спорт како еден од турнирите со најголема традиција. Првиот турнир Бранко Илјовски Чајка е одржан во далечната 1975 година, а изминативе години во рамки на турнирот учество зедоа голем број клубови од земјава и регионот, како и многу репрезентации од земјава и странство. Ги чекаме извештаите на службите. Полека ги создаваме условите да може да се донесат конечни одлуки во однос на Скопје 2014-та, вели градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во краткорочните мерки кои што не можете, повторно да кажам, да очекувате спектакл, меѓутоа се случуваат. Градот Скопје забрани сообраќај на планината водно. Градот Скопје ја дуплираше и денеска кога го правиме ова интервју ја исплати сумата на стимулативната мерка за замена на печките со еколошки поприфатливи пелети на дрва од 50.000 евра колку што беа предвидени. За оваа полусезона градот исплати 100.000 и го дуплираше бројот на корисници. Во овие 47-8 дена, колку што сум јас градоначалник, утре привршува, недалава привршува во секој случај, акцијата за чистење на Скопје.
Градот засади, особено во загадените делови на градот, во Лисиче, околу 640 висококвалитетни повеќе годишни дрва со цел да веднаш влезат во екосистемот на градот. Иницииравме и формиравме во координација со Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика, Црвениот крст на град Скопје и пожарникарската служба на градот, кол центар кој што го користи бројот 193, каде што 24 часа ќе биде можно да се пријави оган на отворено, пален оган на отворено, обично по мали диви депонии каде што се горат штетни материи, со цел да веднаш има интервенција на овие екипи и да поколку станува збор за лица кои што се бездомници и кои што тие огнови ги пала за да се греат, бидат згрижени во приватните центри кои што ги има отворено градот Скопје, со цел да на нив им пружиме топлина во овие зимски часови. Прв пат, после 7 години, откако со Дрисла стопанисува така наречениот стратешки партнер на градот Скопје, влезе инспекција, прв пат е казнета Дрисла, парично, и прв пат е изречена мерка за забрана за користење на акцелераторот во денови на кога е критична загаденост. Ке понесе ли некој кривична одговорност за тоа што се случуваше во Дрисла? Се уште траат наодите кои што ги спроведува инспекцијските служби на Министерството за животна средина, комуналниот сектор и инспекторите на градот Скопје составени во служба и на испомош на нив, кога ќе завршат конечно резултатите, во колку постојат елементи за кривична одговорност на некои од одговорните лица во Дрисла, јас очекувам дека ќе биде изречена. Најавивте дека до 2021 година Скопје ќе биде европска зелена метропола. Колку, господине Шилегов, се реални ваквите проценки ако се има предвид фактот дека тука на секој ќоше никнува зграда, а не дрво? Буџетот на градот Скопје, кој што ќе биде на седница на Советот на градот во вторник, меѓу другото предвидува и зголемен обем од буџетот за набавка на зеленило. Повеќе од 2 милиона евра градот Скопје во текот на наредната буџетска година ќе потроши за набавка на зеленило. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов ќе имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Денес времето претежно беше облачно со повремени врнежи од дожд. Утринската температура се движеше од -2 до 3, а дневната температура беше во интервал од 4 до 10 степени Целзиусови. Под влијание на студена воздушна маса од утре до петок времето ќе биде стабилно и многу студено, со умерен северен ветер. Утринската температура во овие денови ќе се спушта во интервал од -10 до -3, а дневната ќе се движи од 0 до 3 степен Целзиусов.